Да, еве на назад во отвореното студио еден почитувани и наш гостин во овој блок е познатата архитектка, урбан аналитичар и активисти, уште многу епитети можат да се додадат за волја на вистината, Даница Павловска-Циги, со која што ќе поразговараме малку околу се она што му е потребно на урбано Скопје. Меѓутоа, најпрво пред да започнеме со разговорот на линк во живо од Охрид, го имаме колегата Христијан Баневски, кој што денеска во текот на целиот ден ја пренесува атмосферата во празничните денови од нашата туристичка мека. Бане, те гледаме со слика, имаш новогодишна позадина. Добро вечер. И ајде повели со информациите. Во претходното вклучување поразговаравме оние нели впечатоци твои видувања каква е атмосферата во градот, меѓутоа претпоставувам имаше доволно време секако да направиш и анкета и ајде да не ти одземам повеќе време, повели со моментално што се случува во Охрид. Најана, добро вечер до студиото и од мене од центарот на Охрид, повторно во уште едно линковско вклучување, каде што ќе ви ја пренесеме атмосферата или барем недостатокот на атмосфера во овие постновогодишни денови, во време кога не зафаќа сите можеби празнична еуфорија, сепак тоа не е случај со Охрид, како што кажа веќе на самиот старт на во првото вклучување, бидејќи во градот освен декорациите и ниските температури, друго не би можело да навести дека токму пред 3 дена овдека се подготвувал, односно се славел дочекот на новата 2019 година, што и зачудува од градот кој што важи, како што и ти кажа, за туристичка мека на Македонија, иако според проценките од локалните власти, празничниот период, односно новогодишните празници, за време на овие празници дошле околу 8000 туристи во градот, според слободните проценки, но доколку можете да забележите на главното шеталиште во центарот на градот, како што и претходно споменав, нема некаква значителна раздвиженост, а ниту пак угостителските објекти кои што се наоѓаат во самиот центар на градот не се исполнети и не изгледаат како во време на шпицот, односно не се преполни со луѓе, освен по некои случајни минувачи и оние кои што одбрале да прошетаат во центарот на градот, но случај за ова може да се и екстремно ниските температури кои што не знам колку може да се пренесат преку камерата, но и како што скажав и во претходното јавување, трагичната и ненадејна смрт на градоначалникот Јован Стојановски, која што ги измести сите планови и сите подготовки за новогодишната прослава во Охрид. Ние односно по нашето вклучување во 14 часот се придвиживме по главното шеталиште и разговаравме со дел од граѓаните кои што со случајните минувачи, кои што дел од нив велат дека се чувствува атмосфера, меѓутоа тоа се најчесто туристите кои што се пристигнати од другите градови овдека, додека пак локалците сметаат дека во градот воопшто не се чувствува празнична атмосфера. Предлагам тука да ги погледнеме изјавите на граѓаните. Добар ден, дали се чувствува празнична атмосфера во градот? Нама се велма свиѓа, велма сме задоволни. Како поминавте за Нова година во Охрид, во Македонија? Многу нам се свиѓа заиста, велма сме задоволни и ово нам е други пат да сме онде, дојќемо поново. Па да, се чувствува, зашто да не. Како поминавте за Нова година, како ви? Па многу убаво, ние бевме во Скопје, тука се надевам дека беше исто. Понудата во Охрид каква е за туристи за овие празници? Па убава е, имаше атмосфера, имаше гости колку што видов, од Бугарија, од Србија, убаво беше. Не. Зошто? Тебе ти изгледа дека е празник? Кога не би имало декорации, тешко. Декорација не е... Како поминавте? Исто. Така тоа беа оценките на граѓаните со кои што поразговаравме кога станува збор за атмосферата за време на новогодишната ноќ, односно празниците и сите оние активности кои што се преземаат во насока на прослава. Меѓутоа, како што кажав и на почетокот, според слободните проценки на локалните власти во Охрид поминале околу 8000 туристи за време на новогодишните празници, односно новогодишната ноќ, и се задржале тука за предстојните божични празници, како и сите оние празници кои што следуваат сега во јануари. Ние разговаравме и со портпаролот на СВР Охрид, кој што
не извести дека во градот за време на новогодишната ноќ немало ниту еден сообраќаен инцидент, што е за пофалба и што значи дека можеби охриѓани и туристите воделе повеќе грижа кога станува збор за безбедност во сообраќајот или воопшто не управувале под дејство на алкохол, освен еден помал инцидент помеѓу 18 до 20 годишни лица, речиси едва и полнолетни, кои што во утринските часови од новогодишната ноќ, односно на 1 јануари утрото, вербално се пресметале и дошло до некоја физичка пресметка, меѓутоа без посериозни инциденти. За тоа какви планови и активности се преземаат во насока на гарантирање на безбедноста, одржување на безбедноста во овие празнични денови, предлагам да ја погледнеме изјавата на портпаролот на СВР Охрид. Господин Димовски, како помина новогодишната ноќ во Охрид и дали СВР имаше полни раце работа со оглед на тоа што прочитавме, гледаме дека немало некои позначителни инциденти освен една масовна тепачка, но еве, раскажете ни како се справивте со гарантирањето на безбедноста во текот на новогодишната ноќ. Значи, ви благодарам на вашето прашање. СВР Охрид е професионална полициска организација која што во пресред на новогодишните празници и прославувања превзеде еден широк спектар на превентивни мерки со цел новата година и прославата на новата година на ова наше подрачје да помине во најдобар можен ред и во една безпрекорна безбедносна состојба. Впрочем, тоа се случи на градскиот плоштад и секаде на подрачјето на Охрид и на секторот за внатрешни работи Охрид имавме безпрекорна безбедносна состојба, состојба која што апсолутно беше под контрола на полициските службеници, бидејќи превентивните мерки вродија со плод. Поставеноста на полициските службеници беше не само на градското подрачје, туку и во периферните делови на градот, впрочем секаде онаму каде што имавме организиран дочек на новата година. Имавме едно нарушување на јавниот ред и мир, во кој што имавме инволвирани неколку лица, се работи за вербално недоразбирање и караница меѓу неколку лица од Охрид. Тие веднаш се приведени во полициската станица, бидејќи, како што спомнав, полициските службеници беа секаде тука низ градот, приведени се во полициска станица и против нив е поднесена соодветна пријава. Исто така во пресред на новата година ние како полиција ја спроведовме она традиционална активност која што веќе 10 години ја реализираме. Тоа е делење на символични подароци, лампиони за охриѓани и за сите туристи кои што доаѓаа во градот. Но јануари е месец на празници, така што допрва не очекуваат прослави и најразлични активности. По таа насока, какви активности има СВР преземено, особено во врска со празникот Водици, кој што ќе се одвива во езерото, каде што ќе биде фрлен крстот, претпоставам и тука ќе имате малку повеќе работа. Да, и годините наназад имаме масовна посетеност и на предстојните празници, пред се на Богојавление Водици, Стара Нова година исто така организиран дочек, но сакам да напоменам дека нашето професионално искуство и посветеноста кон извршувањето на безбедносните обврски на полициските службеници и оваа година ќе биде во полн израз, во полн состав ќе бидеме присутни тука, со оглед дека очекуваме еден прилечен број на гости кои што ќе престојуваат во градот. Така, Јана Чаловски, слушнавте околу очекувањата за престојните празници и за мерките кои што се преземаат во насока на гарантирање на безбедноста и повторуваме дека за време на новогодишните празници во Охрид немало никакви инциденти, а како што кажав и на почетокот и во неколку наврати, атмосферата е таква каква што е, освен украсите и ниските температури, ништо не навестува дека предвидена тука се случувала барем она што се очекува да биде најлудата ноќ во годината. Студио. Така, Баневски, ние ти благодариме за овој твој исцрпен извештај. Слушнавме ставови и на граѓаните, туристите, локалците. Ете, и слушнавме на се она што е очекување од првиот човек, нели, на СВР Охрид, Димовски. Ти остануваш и малку подоцна во текот на вечерта ќе ни ја принесеш повторно атмосферата. За сега секако ти благодариме, како што кажавме, и Чаловски, преминуваме на нашата гостинка. Преминуваме на нашата гостинка, која што ти ја најави на некој начин. Меѓутоа, да напоменеме дека Даница Павловска Циги е добитничка на наградата 13 ноември за особен придонес во архитектурата, за зачувување и како вели комисијата во сферата на
зачувување на автентичноста и вредностите на град Скопје во сферата на планирање и управување со просторот. Вие сте добро позната во јавноста, бевте една од најистакнатите при онаа кампања Го сакам ГТЦ и секако бевте бевте председателка на Асоциацијата на архитекти. Да. Пред да преминеме на сите оние конкретни теми за кои што ќе разговараме. Благодарам на поканата. Да. Ова е ваше прво гостување во Еден ТВ. Па да, по добивањето на наградата прво. Така. Воопшто на телевизија. Како лична сатисфакција, како еден активист, што оваа награда, сакам се едно лично прашање да започнам, што ви значи? Може би прашањето лично, меѓутоа се однесува на вистина на една колективна заслуга. Чест ми е, пријатно ми е, тоа е сигурно. Но оваа награда заправо означува едно препознавање на активизмот, па да кажеме и еден високо урбан момент кој што се пројави низ последните години во градов, дали преку таа култура на протести, дали преку некои други манифестации. Во секој случај мене ми е драго што ги иницирам, што сум дел од нив и што конечно некако се потврдува тој урбан лик на граѓанинот на Скопје. Да. Го споменавте урбаниот момент. Апропо тоа, рековте дека во последниве години повторно се пројавува. Треба ли уште да се работи во однос да се врати тоа урбаното како термин само по себе во метрополата? Урбаното не се враќа, тоа постои. Тоа е во нас. Но постои ли? Постои и се уште постои. Може би треба да се изнајдат форми за да тоа се манифестира и биде активен учесник во градење на политики. На политики на уредување на просторот, урбан или неурбан не е важно. Секогаш просторот е ресурс кој што е драгоцен и кој што треба да се однесуваме доста одговорно и со многу знаење. Граѓанинот е тој кој што граѓанинот, ако го кажеме условно граѓанинот на град Скопје, е тој кој што има сенс. Значи, и таа припадност кон градот, како кон субјект, кон нешто што е негово, заpravo не само да го обврзува, туку му дава и задоволство. Во таа смисла, тоа чувство на урбанитет треба да се надградува, го имаме, тој не може да се угуши, зашто секој град има душа и неговите жители тоа го чувствуваат. Но истовремено градот е и едно технолошко, да го наречеме, чудо, така полно со емоции, кој што треба и да следи трендови, треба да е модерен, да е современ. Бар такви интенции имаше градот Скопје во минатото, веднаш после земјотресот, па дури и денеска, иако имавме еден ретрограден период со кој што се носиме и го имаме како некој грдо наследство. Но како и да е, јас сум длабоко емотивно врзана за градот, низ мојата професија. Затоа и таа награда, да кажеме, затоа и тоа некако доаѓа како сатисфакција за се она што сум дала. Меѓутоа, знаете, еден човек, индивидуа, не може многу да стори. Секогаш е тоа некој фронт, а во активизмот тоа е многу пријатно чувство кога знаете дека сте дел од една убава приказна, особено ако е успешна, како што беше ГТЦ. Така. Господја Павловска, неодамна испративте писмо до владата и до Министерството за култура, во кое што тоа е отворено писмо, во кое што барате на некој начин да се започне, односно да се сопре она статус кво ситуација со рехабилитација на јавниот простор, како што вие велите во писмото, и тоа да започне, справувајќи се со последиците од Скопје 2014, и тоа да започне со владата. Во таа насока, какво е било идејното решение, да се соголи таа бела фасада? Значи, прво, јас јавни писма, такви отворени, користам како механизам да допре мојот или нашиот глас до оние кои што одлучуваат. Некогаш има ефект, некогаш не, но како и да е одраз на некаков став. Може би е овој пат повеќе личен, затоа што ова се констатации кои што ние како фела, како професија сме ги искажале многу одамна и цело време ги кажуваме по однос на проектот 2014. А владата е дел од тој проект. Владата како објект. Се надевам дека сегашната влада треба да направи показ дека ќе преземе или презима нешто за
модифицирање на таа една еуфорична градба која што веќе ни е и како тема преку глава, знаете, тоа имаме заситеност од таа тема и дури не сакаме ни да збор. Бар јас лично, таа трае. Дека ќе трае, не би сакала да прифатам, но трае и ова обраќање до владата, затоа што таа е корисник, владата на Република Македонија е корисник на објектот, беше за да се исто така инициира или можеби да се интензивира рехабилитација на просторот по однос на таа токсичност од Скопје 2014. Значи, една можеби долг процес, очекуван долг процес на, како би рекле, рехабилитација на просторот, сепак да почне. И тоа да почне со објектот на владата. Зашто тоа ќе биде како еден символичен објект на градот, па и на државата, ќе биде погоден показ дека имаме некаков однос кон она што е создадено како грдо наследство и мора да го оправаме. А за тоа имаме многу причини, сега можам за тоа да зборувам колку што ќе посакате. Да, но тука се наметнува прашањето. Од една страна, факт е дека нели најавите на сегашната гарнитура беа дека ќе се менува тој изглед, дека ќе се отстрани и оградата. Се уште стои тамо, се уште не е тоа направено. Еве и вие сметате дека треба конечно да почне. Редно време ли е и да се остварат тие ветувања не само со оградата, но и ја споменавте символиката. Се урива ли на ваков начин се уште бидејќи не се менува ништо и таа символика, која што беше можеби ветена на самиот старт? Вашиот впечаток е дека не се менува ништо. Мојот не е. Да, се менува, само се градат некои други приоритетни политики. Не сакам во моментов да ја правдам владата и незината генерална политика. Туку само објаснувам само на објектот од владата и целиот тој простор. Објаснувам позадина на еден пристап кој што, ако ме прашате, го осудувам. Во која смисла? Пристап кон даденостите што ги имаме во нашето обкружување се однесуваат на просторот. Дали е тоа структурата, урбаната структура на градот на која што навистина треба да се интервенира од планерски па до аспект на реализација. Дали е во, да кажеме, отпочнување на еден нов концепт на реализација на идеи по однос на реархитектура на проектот Скопје 2014. Во моето депо на информации има дека се изготвени елаборати за уредување на, условно кажено уредување, значи интервенирање на објектите од Скопје 2014. Тие не се завршени, тие одат од објект до објект, од групација или комплекс до комплекс и најверојатно, бар така очекувам, ако се има доволно научен пристап, тие ги покриваат сите аспекти, од финансиски, правни, па до она што значи уништување или деструкција. Деструкцијата во нашата професија и воопшто не е популарна. Треба да се има навистина силна аргументација ако нешто сакаме да срушиме. Меѓутоа има и друг тип на идеи, затоа што ние како професија сме насочени, го размислуваме, го промислуваме проблемот на Скопје 2014 и има концепти во кои што дури тој процес на метаморфоза на објектите може да се употреби во едукативни цели. Дефинитивно ни недостасува образование и едукација. Па еве, можеби, тоа е една од добрите идеи во концептот, да се покаже заради многу силно вклучување на јавност, не само заради принципот транспарентност, туку затоа што се работи за објекти кои што на одреден начин и припаѓат на јавноста. Тоа се јавни простори или ги тангираат јавните простори, така да луѓето може да имаат некаква компарација, некакво споредување. Еве за илустрација да ви кажам, можно е, ако се прифати како некаков пример, не е моја идејата, тоа се концепти на кои што работат
млади архитекти, навистина им се восхитувам, не е само еден, повеќе се. Како мали идејни платформи се тоа, и тоа е добро да се дискутира и медијски, да се покрие и да се промовира, но еве како. Значи имаме на фасада столбови. Столбовите се носечки елемент, нели? Столб е нешто што носи. Ние можеме да покажеме дека тој столб не носи ништо. И тоа нешто да биде дел од ликот на објектот. Така ќе може оној кој што го консумира, оној кој што го доживува, да ја прочита лажноста на фасадата. И во таа смисла да се одлучи дали тоа ќе го гледа и низ тоа ќе ги гради своите естетски критериуми или ќе бара нешто друго. Ама за сето ова за кое што зборувате, ќе беше многу полесно доколку или сите го пофалеа, или сите го критикуваа Скопје 2014, а де факто, барем во јавниот дискурс, може да се заклучи дека има огромен дел на луѓе на кои што им се допаѓа тој проект Скопје 2014. Има, ама не е огромен. Може би не е огромен, да, но им се допаѓа. И сега, во тој контекст би поврзал барем политичките случувања и начинот на кој што работите се одвиваат во Македонија, што ако се допре тој столб, може ли тој да донесе нови политички препирки кои што би ја довеле државата па и до политичка криза? Таква прогноза не можам да создадам, али имам став дека таа идеолошка матрица која што беше понудена со тој проект беше лажна и мислам дека не е прифатена, туку е само навика. И ако ја оставиме, ќе стане многу влијателна, затоа што факторот време чини свое. Ќе се навикнеме на таквото нешто. А таа естетика е штетна. За нас, кои што веќе имаме одредени критериуми, може би и не толку. Али за младите, и сега не можеме ние, ако фактички секоја млада личност созрева и во некаква урбано обкружување, во некој урбан предел кој што треба да му гради стандарди, да му го понудиме тоа како врхунско. Не е врвно тоа, а во центарот е на градот. И репрезент е на градот и на државата. Значи, ќе мораме да почнеме, може би, со бавна, јас прогнозирам бавна модификација. Па и бурна. Не верувам дека толку ќе биде бурна, ако биде добро менаџирана. Значи, промислувачки, чекор по чекор, објект по објект, со покривање на сите аспекти, зашто навистина нешто може и да остане како трага на времето кое што го одживеавме. Го преживеавме, а уште го одживуваме. Да. Иако има, да, секогаш многу, како што споменавте, и самата да се зборува околу проектот 2014, но и во интерес на времето, ајде малку, уште неколку прашања други, па може би на поведри теми, во однос формирање на нова платформа, го сакам Скопје по примерот на го сакам ГТЦ. Која би била, и според вас, основната, па и крајната цел што би се постигнало со оваква платформа? Да, таква платформа би била едно рамниште на објективен поглед и на убавите и на лошите страни на градското живење. Меѓутоа би сакала, би имала цел поквалитетен живот. Најверојатно прва тема, или ако веќе е фронт, тој ќе биде фокусиран на тогаш го употребив терминот рехабилитација на јавните простори, па уште по-конкретно на централното градско подрачје. А веќе можам да кажем многу поверојатно е поставување на еден проект со светски доајен на уредување на јавните простори и градови, архитектот професор Јан Гел од Данска, со кој што се има подпишано документ помеѓу градот Скопје и неговото биро, ателје и компанија, и кој што е подготвен да помогне со сите својот интегритет и својот тим, да ние тука низ еден апликативен проект за централното градско подрачје, на кое што инаку градоначалникот и неговиот тим имаат намера да интервенираат, внесеме фактички еден вид на школо, значи низ таквиот проект да утврдиме и да едноставно изградиме еден нов однос кон централното градско подрачје, внесеме нови трендовски елементи
и едноставно го оплемениме со она што во што центарот ќе биде човекот. Зашто тоа е и инаку филозофијата на професорот Јан Гел, а што е и некако навистина логично. Значи, по димензија и по потребите, можностите, аспирациите на корисникот, граѓанинот, човекот. И централното градско подрачје, ако биде позеленето, ако биде со осмислени, отворени јавни простори, тоа ќе биде и попримамливо за користење на граѓанинот, на граѓаните, за собирање, за уживање, за едноставно еден на квалитетен урбан живот. Да, жално е дури барем во поголемите европски метрополи секаде се гледа тоа зеленило, во Скопје како сивилото, односно градбата да е таа која што го окупира на некој... Да. Во тој контекст и на кога зборуваме за централното градско подрачје, постои една идеја која што исто така дава различни гледишта, различни мислења од различни интересни центри. Можеби оние кои што лобираат кај бизнисмените, односно бизнисмените кои што лобираат кај дел од архитектите, велат дека во Скопје може да има висококатници. Може ли да има во Скопје висококатници, особено ако се земе пример последниот случај со земјиштето спроти ГТЦ експертски, дали земјиштето може да го издржи тоа? И поготово што Скопје е и трусно подрачје. Се тоа одредени аспекти и димензии на проблемот. Прво, ја не сум прозвана да кажам дали може или не може. Зад тоа стојат одредени стратешки определби, планови. Ако во тие планови е предвидено и ако целата структура на градот е поставена така да ги следи тие планови, тоа така и ќе биде и ќе функционира. Но, ако се веќе неиспочитувани и така хиерархиски поставени, нели, генералниот урбанистички план, па деталниот урбанистички и така натаму, и тие меѓусебно не се искоординирани, значи имаме еден наследено, еден многу неквалитетен процес на урбанизирање, на урбанистичко планирање, кој што треба да се поправи и да се коригира. Значи, ако сакаме да биде според формулата, ние плановите треба да ги смениме. Но ако конкретно ме прашувате за просторот кој што е желба, аспирација, па веќе е и во рацете на приватна собственост, а е на одреден начин јавен, тогаш мојот личен став е дека таму треба да се донесе само за тој сегмент, со оглед дека е веќе процесот завршен по однос на тоа уредување на собственичките односи, но планерски не е уреден, значи да се изготви нов план, нова визија само за тоа парче. При тоа е навистина многу суптилна задача, затоа што ќе треба да се изведе во рамките на плановите кои што кои што се даденост. Но основниот постулат за уредување на тој простор треба да е репрезентативен. Или можеби и пред тој аспект да биде како примарна потреба озеленет. Значи, ако тоа не го покрива интересот на инвеститорот, ако тој сака да испрофитира со оглед дека вложил, тогаш треба да се преговара со него. Значи, се работи за едно многу комплексно менаџирање и создавање на политики и на ниво на држава, значи Министерството за транспорт и врски, која никако да стане за урбанизам, и на ниво локално, значи општина Центар, а можеби најмногу како активен учесник во целата работа во процесот на одлучување е граѓанството, невладиниот сектор, заедно со науката, струката, мојата фела. Јана? Да, со оглед на тоа што веќе сме на крајот од овој разговор, господја Циги, јас само кратко споменавте во текот на целиот овој разговор дел од вашите визии и залагања за она што го говоревме, Скопје како урбано и европско место, но сумирано и кратко споменавте и емотивноста, премногу врзана за градот, вашата визија за Скопје. Јас секако ќе имам така една оптимистичка визија, зашто сум пристрасна и мислам дека верувајќи во градот како феномен,
мислам дека ќе се извлече и ќе обстане, ќе добие некоја нови атрибути, ќе ми биде драг. Зашто му припаѓам. Што би посоветувала? Да, сообраќајниот хаос, како што популарно се нарекува, би требало да се осмисли до ниво на еден логичен, ефтин, модерен, современ сообраќајен јавен транспорт. И е момент, дури може би е последен момент, да градот циркулират, нели, тоа е кревоток на градот. Циркулира низ со една убава, здрава мрежа, да таа биде пред се незагадувачка. Значи, тука мислам аспектот животна средина да биде приоритетен и да биде одржлива. Тоа е она што кај нас многу недостасува. Значи, ако нешто треба да се направи како прво ургентно за овој град, тоа е навистина една нова студија по однос на, значи студија од која што ќе произлезе конкретен заклучок и сознание за најновите електрични возила. Тие да се јавен транспорт. Сообраќајниците да се преиспитаат таму каде што може да идат под земја, со оглед дека не сме доволно богати да градиме метро, али бар нешто од тој сообраќај да ставиме под земја, тоа што е горе да е чисто, да имаме поголеми јавни површини за дружење. Би се согласила. И Скопје ќе блесне. Да, во секој случај со вас имаме секогаш многу што да се разговара. Ќе се надевам ќе имаме и следна прилика. Ние ви благодариме многу за вашето гостување во Еден ТВ. Ни беше задоволство, а почитувани, тука полека но сигурно јас и мојот колега Владко Чаловски ќе се одјавиме за денес, меѓутоа утре повторно се дружите со нас во отвореното студио и секако останете со програмата на нашата телевизија. Пријатно.